што сака нека биде. Представник е на владата на Република Македонија и треба да има барем едно знаме македонско до него. Или да има овдека еден беч македонско знаме. За да се знае дека е представува македонската држава. Првен да ја видиме најголемата провокација, фотографијата на Изет Меджити од Обединети нации. Значи Изет Меджити, прв вице-премиер на оваа држава. Министер за животна средина. Човек платен од парите на граѓаните на Република Македонија. Човек чие патување во САД е платено од наш џеп. Парите на граѓаните на Република Македонија. Оди за прв пат во Обединети нации и се фотографира со албанското знаме. Нема никакво и македонско да имаше тамо до албанското знаме, ќе беше подеднаков скандал. Значи вака Изет Меджити да ти кажеме нешто. Абе што да му кажете Изет Меджити? Не, да му кажеме. Јас и сите луѓе кои што сме во студиото и сите граѓани кои што сме на оваа држава, ние те плаќаме. Ние те плаќаме за нас да не представуваш. Тоа што ти си го сакаш албанското знаме, можеш да си го истакнеш у двор, можеш да си го истакнеш каде сакаш, се додека можеш у двор. Се додека официјално не ја представуваш државата која што те плаќа. Значи јас те плаќам. Знамето на оваа држава е знамето кое што ти треба да го застапуваш и пред кое и до кое треба да се фотографираш. Абе чекај вака да прашам, Бујар Османи имаше ваква слика? Немаше никош. Имаше ваква слика Таљо? Никош. Артан? Никош. Сегде кај што биле до македонско знаме. Овој вице-премиерот, првиот вице-премиер. Значи овој побитен и од Ацо Николовски. Овој прв вице-премиер. Оди како прв вице-премиер на владата на Република Северна Македонија во Обединети нации и се слика со албанско знаме. Истиот ден во Македонија претседателката на албанското собрание испорачува неколку барања за промена на устав, закони и така натаму. И оди со Мицко и се слика. Истиот ден. Ја мислам дека Мицко на крај ќе каже ја не сум македонец. Кога сум рекол ја дека сум македонец? Ајде да видиме после со кого се среќава Мицко на крај може да излезе да рече јас сум шкрет. Да, пошто еднашка рече дека е евреј. Рече еднашка, да, баба му била еврејка. Он може на крајот да излезе да рече, види, јас сум шкрет, ја... Како Сибиновски, он е кажеш. Од Дуи што беше пратен. А ова другата слика од Изет Меджити? Да, и што е и што е многу трагично. Изет Меджити не е као една објави па грешка е. Него намерно објавува на секој саат време објава за инат. Уште една слика. Овдека што представува господинот Изет Меджити? Америка. САД. Што овдека представува господинот? Ма чекај, овде е сретнат со албанците од Македонија или со албанската диаспора? Манојловски, да. А така, овде Меджити на фотографијава се сретна со албанската диаспора. Со албанци што се преселиле таму. Од каде? Многу, не кажувам од каде, многу ја сакаат својата тоткопина и сакаат да инвестираат во Македонија. Никаде нема у статусот и има само албанско знаме. Ама ова е конзулот наш генерален на Македонија. Ви во колку е среќа. Нашиот генерален конзул се слика само со албанско знаме. А овој генералниот, овие двајца представници на македонската држава, македонско знаме немаат пред нив. Секи има... Ајде да видиме друго што имам, уште една ви пуштив. Чекај, Арбон. Вели, тоа не е... Не навлагај. Го прочитав ја. Што сака нека биде.
представник е на владата на Република Македонија и треба да има барем едно знаме македонско до него. Или да има овдека еден беч македонско знаме. За да се знае дека е представува македонската држава. Ова што е пред 2 сати објавено, а? Со поранешен конгресмен. Абе Диогарди овој што ги Диогардиве, да. Што го финансира албанската. Овој Изет Меджити, првиот вице-премиер на македонската влада, се сретнал со Џозеф Диогардиевич, така? Да. Диогарди е најголемиот лобист за Косово. Овдека македонско знаме, гледате на македонскиот представник, на македонскиот прв вице-премиер, дали има со него македонско знаме, кога се среќава со бивш конгресмен и лобист? Овдека нема македонско знаме. Тимчо Муцунски, Мицкоски и Јацо Николски, дали вие ќе реагирате сега по однос на ова? Дали вие ќе му врачите протестна нота? Дали ќе го искарате на јавна сцена? Дали Максим Димитриевски ќе излезе од влада? Дали Максим Димитриевски ќе каже нешто по однос на ова? Или Максим Димитриевски нема да се расправа сега со владата затоа што сега му тече бизнисот? И да не таласа, Максим, а и сите други, додека вас ви тече бизнисот, луѓето си тераат национална агенда. А вие за да не таласате, затоа што ќе ви го сопрат бизнисот, вие како да не таласате, вие си чутите и они си тераат. Вака ова патриоти. И добро Со прашање. семафор 160.000 евра, тоа вака патриоти, пази. Ќе навлеземе во оваа тема. Семафорот Максим Димитриевски што го набавува од фирма на советничка од ВМРО ДПМН е во советот на општина Куманово. За 160.000 евра ќе ја шитнете државата. И ја шиткате. Евро по евро. За евро ја шиткате државата. Вие големите патриоти. Значи јазик да ви, не знам јазик. Стварно ми е одвратно и не можам да не ми се збори. Стварно не ми се збори. Само пошто има многу гледачи кои Со што парите, кога ќе ги направите парите и кога ќе дојдат да ви направат, ќе помине време, ќе дојдат следни генерации, ама на тие ќе дојде ден кога ќе треба некој на некого да плати. Среќа ќе имате пари, па ќе платите, како го вика турскиот данок? Десеток. Не. Десеток е бе. Арач. Ама Ќе си платите арач. Ќе дојде ден, собирајте вие пари. Само да му одговорам, значи пошто има многу албанци кои што не гледаат. Например, на Албин Курти, веројатно омилено знаме му е црниот двоглав орел на црвена површина. Албин Курти, секаде каде што оди на официјална средба со било кој представник на друга држава, оди со косовското знаме. Значи, затоа што тоа е знамето на државата која што ја представува. И Христијан Мицковски си има фотографирано со сонцето од Кутлеш. Но секогаш кога оди на официјална средба како премиер на оваа држава, се фотографира со знамето официјално на Република Македонија. Значи тоа е ваше национално знаме. Имате право да го истакнувате. Секаде имате право да го истакнувате, но како функционер во официјална посета на вакво, истакни го ти, нема проблем да го истакнеш и со закон ти е загарантирано, но само покрај македонското знаме затоа што си функционер на таа влада. У Косово нигде Курти не го истакнува албанското знаме. Иде на пресконференција со европски представник, знамето на Косово стои тамо. Што се мислите дека ние не разбираме, не ја сваќаме што е поентава на ова? Да, викаш Изет Меджити го гласале албанци, ама Изет Меджити е прв вице-премиер на сите граѓани на оваа држава. Министер за животна средина е на сите граѓани на оваа држава. И моментот кој што не обединува заеднички е официјалното знаме на државата. И македонците повеќе го сакаат сонцето од Кутлеш. Тодор Саветки им вика, и па најдобар пример е Курти. На Александар Абекој тој Максим, тој што се тепаше со уставобранителите, што ја промовираше Северна, да, тој. А таа советничката видов статус ке ве тужела, не била нејзина фирмата и немала врска со неа,
сте го повредиле угледот и честа на советничката. Еден месец не тужи, не знам, или кој ќе може. А со месеци она не тужи, па уште не стигнала тужба. Сега ќе отвориме таа тема со документи и со све. Сега ќе отвориме само да документираме ова, ќе разгледат. Види, ако коментираме уште за Изет Меджити имаш интервју на Радио Слободна Европа, имам неколку кратки исечоци, по 30 на 40 секунди, можеме првен тие да ги поминеме. Значи Изет Меджити беше на Радио Слободна Европа. Имам неколку исечоци кои што би сакал да ги погледнеме. Ама што збори? Првин да погледнеме што договарал Мицкоски зад параванот со Овлен за балансерот. Значи он изречито кажува дека Христијан Мицкоски му ветил законско решение во кое што ќе се нарекува закон за правична застапеност и кое што ќе го надмине балансерот. Значи затоа Мицкоски формираше комисија за правична застапеност која што им ја даде на Дуј. Да. И за соработката со Дуј си кажува овој Дашиов талент све. Изет Меджити. Дај да го видиме видеото за Арбон да го прочитам. Вели Изет Меджити пропагира национално знаме дека е многу патриотно, сака да земе повеќе албански гласови. Ако тоа е грешка, треба да се санкционира со законот дека не има право. Така е, да. Он што сага нека прави. Но како функционер на владата на Република Македонија, он може нека се го истакнува знамето, никој не му спречил, но мора да има и македонско бидејќи е заменик председател на влада на Република Македонија. Значи он има многу висока функција и е должен покрај неговото национално знаме да го истакне и државното знаме на државата каде што е функционер. Ете тоа е.